каков храм на демократијата е овој закон, каде што други држави со децении имат јавни дебати како да го донесат, вие го договаравте позади затворени врати и сега не ставате тука пред свршен чин и ние треба да си легнеме на брашното така. Измислувате правила во од, као прво може вака, па после не може вака. Прво процедурално 10 минути, па после 3 минути, па 5, 3 месеци едно правило, другите 6 месеци други правила. И ние на се треба да климаме со глава, за да не бидеме лоши така. Значи пак ја кажам, таа некоја, не знам од каде доаѓа таа ароганција, илузија дека ова нели така ќе помине и утре всеки си биде постаро, ништо веќе нема да биде постаро, значи ако нема правила за вас, ќе нема правила и за нас. Тоа да ви е јасно, вие свесно ги деградирате институциите, вклучувајќи го и овој нели храм на демократијата, како што го нарекувате, така да апсолутно тоа ќе ви се врати. Сега имав и тука некои кратки коментари, затоа што колегите зборува се и се што сите личности кои што беа, луѓе кои што беа спомнати, вклучувајќи ја и мајката на колешката Сафие, веќе ги исполнуваат условите по постоечкиот закон. Тоа е факт. Значи не сме глупави ние. Знаеме ние да читаме. Значи ние го имаме предлог законот и знаеме да читаме што пишува у него. И не може, и тука колегата Снопче го негираше правото малте некако општо дека не важи, дека треба со филозофија се бавиме, а пак он носи закон, што е исто, значи правна рамка. И сега една правна рамка не треба да се размислува за неа, не треба да се сваќа, тоа било филозофија, ама друга правна рамка треба. Законот, 80% од законот се концентрира на луѓе што веќе има државјанство. Зошто ние разглабуваме услови, намалуваме услови за луѓе што веќе имаат државјанство, ако наводно нас толку ни е гајле за тие луѓе што тука талкаат по институциите 100, нели 10, 20, 30 и повеќе години. И пак ќе кажам, и мајката на Сафија и сите други кои што тука на најефтин начин пробавте да играте на емоции, да мафтате со нивните фотокопии од лични карти и слично, значи сите тие луѓе ги исполнуваат условите по постоечкиот закон. Што значи треба процедурата, тие луѓе нека ја повторат и треба да се види каде процедурално е закочено. А има нешто што се европски стандарди, има нешто што се европски држави каде што нивно законодавство, има нешто што е Европска конвенција за државенство и ние го имаме најсмешниот закон у свет. Значи луѓе ќе ни се смеат што некој со сметки за парно фотокопија заверена на нотар ќе добива државенство. Значи сите земји гравитираат кон горната граница, ние спуштаме на 7 години. Кога се дава државенство, зашто се дава државенство? Кога некој има ефективна врска со државата, значи ефективна, некој живеел тука, попримил од културата. Во ваква ситуација, каде со 7 години, вашиот првичен предлог беше 3 години и тоа беше квалификувано како компромис, демек до 7 години. Зашто 4 години? Зашто не идете на 2? Или на 1? Мислам, ако веќе нели идеме, може би на 3 месеци, од кај да знам јас. Значи 4 години беше првичниот предлог, 7 години што е најниска нели најниска потреба на престој у Европа 100%, може и у светот, тамо не знаеме. Значи една од најниските вие ја нарекувате компромис. Тоа е смешно. Тоа е работата што на вас не ви одговарат европски стандарди, пошто европски стандарди не го бараат ова. Европски стандарди не бараат и етничка припадност у лични карти, например, кој што тука се продава како човекови прави, ако ние знаеме и читаме, знаеме и да читаме у какви се ситуации тоа било нели искористено, у какви војни геноциди, како се вика, протерување на луѓе и така натаму. Значи тоа е работата, значи не сме глупи ние, знаеме ние да читаме и го земавме ние законот и убаво ги прочитавме членовите и гледаме дека 80% се однесува на луѓе кои што веќе има државенство. Веќе има државенство и голем дел од тие луѓе не морат ни заклетва за лојалност на државата да понесат. Тука ли лежи кваката? Така, значи ние може да глумиме до утре са бајле дека сме за човекови права и као наводно си ја сакаме државата, ама да изфрлиме заклетва за лојалност. Значи една проста заклетва за лојалност кон државата ни смета. Така, и тоа се како се вика, се представува како борба за човекови права. Се додека ние знаеме да читаме,
Се додека ние знаеме да читаме и се додека и младите правници знаат и огромен дел од фелата ви се изјасни против, да не речам вие министре сами се изјаснивте против и владата се изјасни против на нешто што го нарековте недостојно да се најде на дневен ред. Сега крпеница од тоа ни се сервира како закон. Значи моите правила се прекршени. Ја не можам да расправам по моите амандмани додека не ги видам сите амандмани тука. И тоа е тоа. И пак ќе кажам, сите се многу силни кога се на власт, ама тркалото се врти така да ќе се сврти на наша страна. Вие само продолжите да ги деградирате институциите, да ги кршите сите правила и на тој начин, како да кажам, немој да мислите дека наводно кога ќе бидете од другата страна правилата ќе важат за вас. Така да ја не може моите, кој ќе ги видам сите амандмани тука и кој ќе почнеме полека еден по еден да ги отвараме, јас со задоволство ќе ги образлагам моите амандмани и ќе отвориме дискусија. Се до тогаш не можеме да отвориме дискусија, него вие тука силувате процедура. И ја тоа не можам да го дозволам, затоа што пак ја нагласам по 15 пат, не ми давате вие мандат, граѓаните и уставот ми дават на оваа држава. Благодарам.